Добро, за мене представува големо задоволство денешниот ден, бидејќи Општина Аеродром покажа и докажа дека кога напорно се работи, посветено се работи, може да се постигнат и на локално ниво европски успеси, како што е почетокот на овој проект. Жителите на Општина Аеродром ќе имаат навистина едно, би рекол, посебно решение кое што ќе одговара на нивните потреби и она што е важно, како што и самиот проект вели, ќе се зголеми транспарентноста, ќе се зголеми отчетноста во однос на тоа каква е навистина животната средина, квалитетот на воздухот, но истовремено и ќе се намалат трошоците кои што во моментот Општина Аеродром и граѓаните на Општина Аеродром практично ги плаќаат и ќе останат повеќе пари и средства за капитални инвестиции. Така што уште еднаш му честитам на градоначалникот, на Тимчо, на советниците, на советот, на администрацијата за сето она кое што го направија. Предпоставувам, или да бидам попрецизен, сигурен сум дека веќе и градоначалникот и гостинот денеска направија презентација за каква компанија станува збор, дека котира на белгиската берза, дека ќе инвестира 9 милиони евра, практично дека локални партнери се Ајден и Асеко, така што навистина представува еден фантастичен проект кој што очекувам да се прошири во другите општини во Македонија, но од Македонија да го прошириме и во другите држави во регионот. Така што уште еднаш честитам и нека ни се множат ваков тип на проекти. Ви благодарам. Ако имате прашања. Кога сте веќе кај проектите, фабриката за автомобили во Тетово пропадна, власта вели дека не е донесла. Ваш коментар Јас наистина не знам како не е до власта, која што во август 2022 година ветуваше дека за неколку недели ќе почне производството, за да неколку месеци потоа не лаже дека ги групирале парцелите, па тоа било пречка за да отпочне производството, за да нешто повеќе од година дена посведочиме на банкрот на компанијата. Треба да видиме дали е исплатена државна помош. Ви охрабрувам вас, медиумите, да ја прашате владата. Ако таа не ви одговори, тогаш за неколку месеци од денеска идната влада на ВМРО ДПМН ќе даде одговор на ова прашање, бидејќи ако е исплатена било каква државна помош и 1 цент, тој што тоа го направил, сторил огромно кривично дело и злоупотреба на народните пари и ќе одговара за сето тоа што го направил, иако ние што самиот почеток предупредувавме дека ова е уште една шарена лага во очи на тогашните воредни локални избори во општина Тетово, кога имаше повторени избори на Советот практично. И во предизборие, во еуфорија се сликаше целиот државен врв на чело со Ковачевски, Ахмети и останатата група, но сега истите тие ги нема да излезат во јавности и да кажат зошто компанијата која што така помпезна е најавува, најнаш банкротираше и дали е исплатена државна помош, и ако е исплатена, колкава е таа државна помош, за да знаеме колку долго некој ќе одговара за тоа што ги злоупотребува народните пари. Господин Мечковски, изминатиот период ни за критикување СДС на ВМРО ДПМН, Ковачевски постојано вели дека на овие избори граѓаните имаат две опции. Едната е Европска унија, другата е изолација, нормално алудира на ВМРО ДПМН. 6,5 години ја продаваат оваа шарена лага, потпишаа се што им беше ставено на маса, не само што не го заштитија националниот и државен интерес, туку дополнително го оштетија и го отежнаа на генерациите кои што доаѓаат, па сега ќе мора да го вадиме, ги нарушија сите преговарачки позиции на Македонија и за сметка на тоа не добија ништо. Дури и ова последново што беше потпишано и наречено француски предлог, лага е, и тоа е на голема лага, дека е практично договор за членство во Европската унија. Не, ова е договор со кој што дополнително ќе се отвори процесот на дополнителни, би рекол, условувања и ќе го направи самиот пат невозможен, би рекол, за Македонија и македонските граѓани, така што овие 6,5 години не само што не ја донесува Европа, туку не оддалечија во смисла на тоа дека нивото и степенот на криминал и корупција се од епски размери и највисоки во Европа. Економски уназадувавме наместо да одиме напред. Се сеќавате, ветува раст на бруто домашниот производ просечен од 5%, 2023 година со најнизок раст во регионот го завршивме од едва 0,9%, иако мислам дека после ревизијата која што ќе ја направи независен Државен завод за статистика, не овој партиски октриран и политизиран завод на ДУИ СДСМ, таа нема да биде поголемо 0,5-0,6%,
Значи дури и они инерцијата на економијата успеваат да ја придушат. Така што не само што не ја донесува Европа, како што кажав, туку и е оддалечија Македонија од Европа. Овие избори, конечно на крај да завршам, овие избори не се избор помеѓу Европа и изолација. Овие избори се одлука на граѓаните во Македонија помеѓу Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Пендаровски и Ковачевски од едната страна и ВМРО ДПМН и коалицијата од друга страна. Значи граѓаните мора јасно да знаат. Ова се избори на одлука во која што ќе бираат од едната страна групата Али Ахмети, ќе повторам, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Пендаровски и Ковачевски, и од другата страна е ВМРО ДПМН и коалицијата. Секоја друга, условно кажано, трета опција или седење дома е директно гласање за оваа група. Првата група. Тоа се Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Пендаровски, Ковачевски. Затоа ги повикувам граѓаните масовно да излезат на следните избори, да земат учество и да одлучат во каква држава сакаат да живеат. Господине Мицковски, кога сме кај Европа, вие пред неколку денови бевте фактички во Букурешт, имавте средби со високи европски представници, имавте и говор пред ИПП. Дали евентуално стана збор на некоја од овие средби околу продолжување на европскиот пат и оној услов со уставните измени? Апсолутно, европскиот пат на Македонија е иднината на Македонија и македонските граѓани. Тука не треба да има никаква дилема. Македонските граѓани направија за тие европски вредности и за тој европски пат најмногу од сите народи во Европа. Ќе ве потсетам, на почетокот од 90-тите ги менувавме банкнотите. Потоа го користевме она понижувачко времено име со референца кој што требаше да трае 6 месеци, па траеше 3 децении. Потоа го променивме и државното знаме. Неколку пати го менувавме уставот. Ја прекројувавме, ја делевме, ја поделувавме Македонија внатрешно, интегриравме, дезинтегриравме локални единици и така натаму, за да на крај на оној насилен и брутален пат повторно го менуваме уставот и уставното име. И конечно сега повторно никој тоа не го цени, повторно поради оваа криминална група во владата, повторно се исправени некои дополнителни услови за Македонија. Ставот на ВМРО ДПМН е принципиелен. Ние мора да знаеме како граѓани во Македонија што е она што вистински Европа планира со Македонија, а не да бара изговори. Треба конечно Европа да му каже на овој народ што е тоа што вистински планира со овој народ, а не да бидеме предмет на дневна политика и политиканство. Ние сме за вистински вредности европски, дефинирани од времето на основањето на Европската унија, од страна на Шуман, Аденауер и Де Гаспери. Ние сме за почитување на компенхагенските критериуми, а не на билатералните спорови, кои што, за жал, единствено Македонија ги има пред себе и ниту еден друг народ ги немал, ниту пак ќе ги има. И ние сме за почитување на човековите права, нешто кое што, за жал, нашите соседи, тука пред се мислам на нашиот источен сосед, не го почитува, бидејќи веќе имаме 14 пресуди на Судот за човекови права во Страсбург, кој што одбива нашиот источен сосед да ги примени и на тој начин, иако се подписници на резолуцијата за заштита на човековите права, директно работат против одлука на европска институција. Ако Европската унија не може да ги убеди да применат одлука на европска институција, како ние можеме да веруваме дека ова е последното нешто кое што тие го барат и како ние можеме да веруваме дека понатаму во процесот на преговори ние практично нема да имаме дополнителни условувања од страна на нашиот источен сосед кои што немаат никаква врска со копенхагенските критериуми. Така што ова се пораките на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е подготвено веднаш по формирањето на влада да седне и да разговара, но на основа на вистинските копенхагенски критериуми и врз основа на заштита на човековите права. Македонскиот устав, ваков како што е, ги гарантира човековите права на сите етнички земјици во Македонија, вклучително и на неколку стотини граѓани на Македонија кои што се дел од бугарската земјица во Македонија, но за жал илјадници, би рекол, десетици илјади македонски граѓани во Бугарија не можат ниту невладина организација да
да регистрираат. Тоа не се европските вредности и видовме впрочем на последниот совет европски во декември дека доколку се сака да се донесе одлука, тогаш таа одлука се носи и видовме дека правилото на еден глас, односно консензус, не важи кога на вистина некоја одлука се сака да се протурка, така што ги замолувам нашите партнери од Европа, веќе познатото unanimity rule, како нешто го викаат, или правото на консензус, да не го користат како аргумент, туку да го замолат председателот или пак представникот на Бугарија, моментот кога ќе се одлучува за Македонија да го продолжи европскиот пат, да ја напушти просторијата и да отиде во некоја друга просторија, каде што ќе може да се напие кафе или нешто друго. Ова е едно од решањата, очигледно дека ова е едно од решањата кои што ќе биде на врвот на листата во изборната кампања која што почнува на 4 април. Кои други прашања очекувате да доминираат во изборната кампања? ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН, како што гледате, е насочена на нудење решенија, политики кои што практично ќе ги решаваат напластените проблеми на граѓаните. Немаме намера да водиме црна кампања. Гледам дека црната кампања на СДСМ и тие кои што орбитираат околу СДСМ не е насочена ниту кон ВМРО, ниту кон било кој, туку директно кон мене. Јас ќе им порачам само нека продолжат, нека се занимаваат со Христијан Мицкоски, ние ќе продолжиме да нудиме на граѓаните она кое што за нив е потребно, а тоа се решенија кои што значат иднина, решенија кои што ќе дадат одговор на проблемите со кои што граѓаните се соочуваат на дневна основа. Пред се тука мислам на проблемите во рамките на администрацијата, стандардот, слабата економска состојба, борбата со криминалот и корупцијата, владењето на правото, проблемите со кои што се соочуваат пензионерите, земјоделците, младите, образованието, здравството и така натаму и така натаму. Ние ќе решаваме проблеми, а тие нека продолжат со црната кампања која што е насочена кон мене, тоа само дополнително не мотивира. Кога ќе објавите програмата? Па ја финализираме, веќе можам да кажам дека денеска е еден од последните, ако не и завршен состанок со групата која што ја изработува, имајќи предвид дека официјално кампањата за парламентарните избори започнува на 18 април, очекувам дека до крајот на месецот во деновите кои што следи ќе имаме и официјална промоција на изборната програма на ВМРО-ДПМН. Има внатре многу убави работи, многу новитети. Многу сме внимателни кога ја креираме, многу сме конзервативни, кога велам конзервативни, мислам внимателни, не ветуваме премногу, не ветуваме чуда, но тоа што е ветено, стоиме позади тоа и врз основа на тоа ќе ја градиме нашата политика. Дури и споменуваме дека после 2 години истата таа програма ќе биде ревидирана и надградена, откако реално ќе ги видиме ресурсите со кои што ќе располагаме, бидејќи она кое што го имаме како информација што ќе го наследиме од оваа криминална влада на СДСМ и ДУИ е навистина алармантно и би рекол катастрофално и државата е пред една катаклизмична состојба. Еве денеска претпоставувам знаете дека овие што беа шампиони во енергетиката го оставија на пролет, што до сега не се случило во март, РЕК Битола да не работи со 3 блока, додека директорот Армоникаш се забавува и пее песни на 8 март со вработените. За жал неговиот комбинат неговиот комбинат каде што тој директор не треба да го управува, наместо да го управува, тој за жал имаме информации основано сомневање дека се занимава со броење провизии и го остави комбинатот без 3 блока да работи, што не знам кога последен пат се случи. Докаде се листите за пратеници? Ве спомнувате дека програмата веќе ја финализирате, се знаат ли имињата кои ќе застанува во сите изборни единици? Па горе-доле во некои од изборните единици веќе се знаат носителите, се профилираат носителите, така што очекувам бргу денеска да ги финализираме. Според планот на активностите, некаде 31 март е предвиден ден за за промоција на листите за пратеници, имајќи предвид дека 2 април е последен рок. 30 март е денот кога официјално ќе се потпише коалицијскиот договор, така што во рамките на овие 2-3 недели ќе биде се многу попознато. Може да ги соопштите носителите на листите? Па во изборна единица 1 ќе бидам јасен, или тоа го кажавме. Потпредседателот Мисајловски ќе биде во изборната единица 2, во изборната единица 3 ќе биде пратеникот Драган Ковачки, во изборната единица 4 ќе биде Александар Николовски,
Во изборната единица 5 се уште немаме донесена одлука и во изборната единица 6 ќе биде Дафина Стојановска, пратеничката од Гостивари, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господин Мицкоски, вие сте универзитетски професор. Вчера имате трибина посветена на образованието. Во меѓувреме учениците учат предмети за кои што немаат учебници. Ниеден наш факултет не е рангиран на ниту една листа. Какви решенија нудите? Тоа што го зборувавме вчера е дел, само мал дел од образовната политика која што ќе води ВМРО ДПМН, бидејќи образованието е фундамент, од образованието се потекнува. Како што кажавме вчера, планираме сериозни реформи во рамките на Министерството за образование. Во делот на високото образование планираме реформа со која што ќе бидат наградени оние наставно образовни лица кои што ќе објавуваат трудови со фактор на влијание во часописи кои што се дел од базата на Thomson Reuters, Web of Science. Следната година, практично годината кога ќе објават, следната година ќе имаат зголемување од 50% во нивниот личен доход и ќе биде целосно платена котизацијата за тој труд на тој часопис со фактор на влијание кој што е дел од базата на индексирани часописи на Thomson Reuters, наречена Web of Science. Многу е тоа важно за да можеме да напредуваме на Шангајската листа. Затоа што во моментот, за жал, Универзитетот Свети Кирил и Методи се бори околу 2000-тото место, да остане во првите 2000 универзитети во светот, додека пак во регионот соседна Србија има 2 универзитети во првите 1000, Београд е во првите 300, во првите 500, во првите 800 практично е Нови Сад. Загреб е таму, Љубљана е таму во првите 1000, така што наша цел како влада е да направиме се еден од универзитетите да биде во првите 1000 на Шангајската листа на универзитети, со тоа ќе се зголеми квалитетот на високото образование, а со тоа ќе се зголеми и конкуренцијата на пазарот на труд. Нема само да се посветиме на високото, ќе се посветиме и на основното и на средното образование, кариерното унапредување, колективниот договор, учениците, родителите исто така ни се фокус, иако знаеме дека во моментот хаос влада во Министерството за образование и со сила ќе биде оставена состојба во која што можеби во учебната 24-25 ќе има проблеми околу печатењето, не затоа што имаме конфликт на концепти, туку имаме конфликт на тоа кој ќе земе и колкава провизија, но со сигурност од 25-26 учебната секој дете пред себе на 1 септември ќе има учебник по секој предмет. Така што планираме многу работи во образованието, кај учениците со попреченост, ќе биде зголемено вниманието на идната влада, не само во основното образование, асистентите ќе продолжат да работат и во средното образование, потоа за истите тие ученици со попреченост ќе имаме бесплатен спорт, финансиран од државата, тренери, лица кои што ќе работат така со тие ученици, со тие дечиња, така што мислам дека ќе биде иновативно и ќе биде нешто кое што до сега не било застапено. Планираме многу да инвестираме во науката, да го зголемиме буџетот за науката, затоа што, како што кажав, образованието е основа на се. Господин Мицкоски, само кратко појаснување да навратам на претходниот одговор, за да сме точни во пренесувањето. Кога рековте наредната влада ќе седне повторно да разговара, мислевте со Брисел, не со Софија. Подготвени сме со сите да разговараме. Се што ќе води кон решение. Секој оној кој што е подготвен да води кон решение, а тоа значи достоинствено решение кое што на достоинствен начин ќе ги реши проблемите, бидејќи очигледно имаме проблем. Ако немавме проблем, немаше да има потреба од договори. Така, Бугарија ќе беше добар сосед и наместо да не обструира и да не блокира со вето, ќе не поддржуваше и практично ќе овозможеше Македонија многу одамна да биде дел од европското семејство. Така што секој некој што е подготвен во овој процес да помогне да се изнајде трајно решение без да има дополнителни кочници во иднина, ние како една влада сме подготвени да седнеме и да разговараме. Господин Мицкоски, спомнавте дека во вашата програма нема да има ветувања кои што не се остварливи. Следно само нуди минимална плата од 600 евра и просечна 1000 евра. Вие колку ветувате? Колкава плата? Па зарем има некој колку е остварлива таа? Зарем има некој кој што се уште верува на ветувањата на СДСМ. Јас верувајте, дневно разговарам со стотици луѓе, неделно со илјадници луѓе
не знам еден човек кој што рекол дека верува на ветувањата на СДСМ и затоа ги предупредувам граѓаните. Иднината е или држава во која што ќе останат да бидат влада Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Пендаровски како председател и Ковачевски, или влада на народот, влада која што ќе биде реформска, трансформациона, која што ќе предводи ВМРО-ДПМН и коалицијата. Тоа се двата концепти кои што ќе се судрат на овие избори. Нема трет концепт, секој некој што ќе одлучи да подржи трет концепт или да остане дома и на тој начин да биде надвор од изборниот процес, всушност учествува, само го поддржува овој првиот концепт, а тоа е концептот што го нудат ДУИ и СДСМ. Ви благодарам, убав ден да имате.